Меѓународниот ден на ромите се одбележува на 8 април. Именно овој ден за цел има да ја прослави ромската култура, но воедно и да ја подигне свеста на јавноста за сите проблеми со кои се соочуваат ромите. Подетално за овој меѓународен ден во продолжение слушаме од мојот денешен гостин Сеат Исмаил. Да му посакаме добро утро. Добро утро и на вас и на сите ваши гледачи и ви благодариме на можноста да бидеме дел од вашата емисија. На самиот почеток ќе прашам што за вас конкретно представува овој меѓународен ден на ромите, но се разбира и за пошироката ромска заедница. Вака, години наназад познато е дека во нашата држава меѓународниот ден на ромите 8 април се одбележува во рамките на државните празници, се одбележува институционално и достоинствено. Хронолошки, ако направиме мал преглед на сето тоа, уште како доаѓа како резултат од 1971 година од меѓународниот прв конгрес одржан во Лондон од 7 до 12 април, каде што се донесени одлуки за химната, јазикот, знамето и одлука за официјално користење на поимот Ром. За покасно во четвртиот конгрес, односно во 1990 година во Полска е донесена официјалната одлука, односно официјално е прогласен службен ден на Меѓународен ден на ромите 8 април. Интересен податок за ова е и тоа што тука се појавуваат многу познати и славни личности како организатори на овие конгреси. Еден од светски познатите и кај нас добро познатиот актер Јул Бринер, кој секако остава впечаток на сериозен конгрес, односно сериозен настан кој протекува во текот на годините како организацијски спроведен наваму. Каква е моменталната положба на ромите во Македонија? Каде, во кое поле се соочуваат најмногу со дискриминација? Дали во поглед на образованието, во здравството? Кој е она главно според вас? До сега скоро секоја влада била отворена за кохезија и еднаков развој. Но за жал, социјалната интеграција многу тешко се имплементира. И за жал може да констатираме дека се уште има директна или индиректна расна дискриминација која е насочена кон припадници на ромската заедница и имаме ограничен пристап до социјални, здравствени и образовни услуги. Свесни сме дека интеграцијата е процес која бара трпение и мудро делување кога станува збор за мултиетничкото општество. Кои се оние први чекори според вас кои што треба да се преземат за да се решат самите проблеми на ромите? Како што реков, обврска за понатамошно залагање за интегративен процес, давање на максимален допринос во општественото уредување и општествената одговорност, овозможување на рамноправен пристап и рамномерен развој на ромската заедница за другите. Еднаквост не значи и праведност. Треба да се потрудиме за интеграција во институциите и поставување на системски решенија вметнати во рамките на законите за проблемите со кои се среќава ромската заедница секојдневно. Пред самиот крај ќе прашам и која е вашата порака до пошироката јавност, воедно и до ромската заедница? Да, би го искористил ова да апелирам за плодна соработка со сите останати, односно братски подадена рака за можност со што полесно интегрирање, односно ромска интеграција во институциите во државата. Ви благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам и на вас. Тоа беше мојот денешен гостин Сеат Исмаил, каде што говореше по повод меѓународниот ден на ромите 8 април, кој именно се одбележува официјално од 1990 година. Говоревме за проблемите со кои се соочуваат ромите, но воедно кажавме и за тоа дека денешниот ден на некој начин има за цел, освен тоа што ги истакнува проблемите на самите роми, и да прослави ромската култура и ромскиот идентитет.